љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. И таа мене ми вика: Сан, дали си ти? Сан така ми вика од кратинка на презимената. Дали си ти сигурна дека нема да дойдеш? Викам не, и подитно дур можеме во Европска унија да направи МТВ, да те акредитирате, ве јасно. Трудно, викам, сакам овој период, а не под стресови, плюс на Евровизија многу се работи. Девојче уште еднаш ме праша и третиот пат кога ме праша, ја Мици, викам, па ќе сакам да одам на Евровизија, само ако го изгубам детево да ми биде Евровизија како утеха. И се фатив себе си што кажав и таа ми вика: Сан, немој тоа да го збориш, како може така да збориш? Ова е местото каде што емоциите немаат цена. Тука нашите гости си ги отвораат душите и од најдлабоките длабочини на своите чувства ги раскажуваат своите лични приказни, се со цел да испратиме некоја моќна порака, да утешиме некого, да инспирираме и да охрабриме. Така ќе биде и со оваа епизода со нашата денешна гостинка, која што е една моја инспирација кога се работи за новинарството, од некој од кој што потајно сум учела низ годините, на моје огромно задоволство, Сонја Алексовска Неделковска. Добре ми дојдовте во Мама Визија. Добре ве најдов и драго ми е што ќе бидам дел од вашата емисија. Благодарам за убавите зборови. Убаво да се слушне дека некому сте инспирација, па и мал дел, едно мало камче од неговиот мозаик на наречен успех. Рековме ќе зборуваме на ти, така да, ме ослободивте на самиот старт. Како си? Дали си добро? Добро сум. Јас секогаш викам што можам да речам добро сум, фала му на Бога. Добро сум, во една мирна фаза од мојот живот сум, меѓутоа и фаза на голема анализа. Веројатно тоа доаѓа и со годините. Прво, што од себе направив како за себе, второ, што направив како мајка, трето, што направив како сопруга и колку јас успеав во мојата професија и дали можев повеќе да успеам или не. Меѓутоа, сето тоа го анализирам со една убава, позитивна мисла, затоа што сум човек кој секогаш се труди да го остави минатото за себе и да не му биде товар во неговата сегашност и во идните чекори. Во оваа емисија ќе го фатиме тој сегмент со мајчинството. Да. Што сте оставиле како мајка и што доправа ќе оставате за прекрасниот Филип, кој што е веќе сега голем дечко, но сега ќе навратиме спомени од самите почетоци. Но пред да преминеме на моментот кога останувате бремена, сакам да ја раскажете приказната како се запознавате со славниот Огнен. Со славниот Огнен се запознавме на Валандова. Јас веќе неколку пати тоа го имам кажано. Меѓутоа, јас го знаев како текстописец, тој мене како новинар. Не, бидејќи јас тогаш ги правев првите чекори работи веќе во радио, приватно во Гостивар и тамо ги направив првите чекори. Пишувам нешто хонорарно за некои медиуми. Потоа дојде во приватните медиуми кај Драган Б.С. Костич, значи уште на самиот старт тој беше тој што беше звездата, јас го знаев и неговото дело и сега, тој за мене не знаеше ништо до моментот додека не му се приближив на Валандово и не се запознавме, меѓутоа уште тогаш сватив кога веќе после од како се зедовме и се да анализираме како сме се спојили, како да сме биле судбински одредени. А зошто ќе ви кажам, само што почнавме да разговараме, се запознавме и почнавме да разговараме, тој мене во еден миг, значи немаше логика таа негова изјава, ми вели, не ми се допаѓа името Огнен. И стварно ме стави во размислување, викам, зошто? Така вика, не го сакам, татко ми решил да се викам Огнен, ма јас не го сакам своето име. Викам, а кој име го сакаш?
И тој како си сакал да се викаш, и тој ме некако што беше крупен, тогаш имаше долга коса со репче, ми се врти вака, ми застана и вика, што мислиш ти кој име мене би ми одговарало? И ја од прва викам Филип. И тој вика, точно така. Јас сум сакал да се викам Филип, бидејќи мојот најсакан дедо, татко на неговата мајка, бил Филип, и многу патил што не го крстиле на дедото. И по игра на случајност, не по игра, дојде Филип, тоа беше најава на Филип, бидејќи мојот сопруг му ветил на дедото дека еден ден, ако има син, ќе го крсти Филип. А пред да дојдеме веќе како останав бремена и се, мене Филип името не ми беше никаква опција во животот, односно ако можев да бирам, ќе го одберев секој, но Филип нема да го одберев од икс некои причини, ме потсетуваше на некои личности, на некои ситуации, во кои се вртеше тоа име Филип, викам, Боже Господе, што е ова Филип? Меѓутоа се роди Филип. И ете го Филип, тоа е. Како дојде моментот да ве запроси? Како беше запросувањето? Имаше ли некое спектакуларно запросување? Не, тој романтичар што пишува такви романтични. Немаше романтично? Не. Кој би рекол? Немаше романтика. Работата беше што ние после неколку средби, јас се преселив кај него да живеам. Тој живееше со неговата баба во куќа кај универзална сала, фактички живе со неговата баба Цвета и Огнен. И веќе тоа беше нормално дека ние ќе го продолжиме животот понатаму. И само еден ден ми рече, сега повеќе не те пуштам да се вратиш дома. Тоа беше тоа, немаше некоја класика, да, нема. Меѓутоа тој период беше многу што ние постојано слушавме песни, ги анализиравме текстовите. Кога си со текстописец, ќе ги анализираш текстовите. Мислам дека тој ги знае сите текстови на сите песни. Мислам дека може да пишува и на сите јазици светски, толку е талентиран, Знае на англиски, знае англиски, знае на овие сите што се дијалекти од поранешна Југославија. И не, за разлика од него, јас порано многу ги знаев песните, меѓутоа сега тука малку некако заостанувам и секогаш на забава, ја играм и пеам, а тој само седи, таков тип е, меѓутоа не му пречи што играм и пеам. Кога ќе почнем да пеам песна, тој е позади мене и ми шепнува како е текстот, како норен. Да, и него ми кажува што да пеам. И тоа е само една наша мала тајна, викам, Огнен шепоти што да пеам. Суфлерот во... И некогаш вика, добро бе, барем моите текстови да ги научеше сите песни, али битно е пеам и се веселам, тоа е најбитно. Тоа е најважно, да бидеме весели. Сепак имало романтична нишка во негов стил, на филмски начин, некако така го доживувам. Дали се договаравте за дете? Кога веќе бевте, дали имавте план? Дали бевте од тие од тие што се договаравме да имаме дете. Буквално на вистина Филип е роден со план. Значи, бидејќи јас претходно имав, ми се појави како девојка фиброаденома, односно бенигни некој вид на туморна дојка и покоен Крцуски ми ја следеше состојбата и секогаш ми велеше, новинарче, дај роди некој дете, мора прво да родиш па да видиме што да правиме. И секоја контрола одем на 3 месеци, на 6 ми викаше, добро, најде ли некој? Викам, како докторе, не се наоѓа туку така, ја морам да се влюбам, тој мора да е човекот на мојот живот. Па после тоа викам, дали ќе сакаме дете или не, па да родам. Ја викам, не можете ви да се ослонувате на тоа дека ја денеска ќе најдам некој, утре ќе стана мајка. Тоа беше и шега и вистина, на вистина инсистираше докторот, дај, вика, посвети се на љубов и се, меѓутоа се појави Огнен и после неколку средби јас му го кажам мојот здравствен проблем. И му кажа дека јас имам и хормонален статус направено, дека тој како мој иден сопруг ќе биде, мора да е известен нормално и ќе биде дел од моето здравствено патешествие, со тоа потоа веќе и 3 пати бев оперирана на дојка, но се бенигно поради тие редовни контроли и се. Но Огнен тоа толку лесно го прифати, рече во рете. Мислам дека секој треба да е отворен пред својот партнер пред да застане на тој лут камен што го викат и на вистина е лут камен.
И беше интересен моментот кога му реков, меѓутоа, тоа нема да ми влијае во моето потомство, не знам дали можам да имам деца, но имам хормонален статус и дека тој хормонален статус е гаранција дека јас можам и да станам мајка. И тука ти рече, опа, тоа е најубавиот момент, остави, вика, тоа си ќе си помине. Меѓутоа, што ми имаш хормонален статус, да решиме да правиме дете. Од почетокот реков, чекај малку да почекаме, но кога решивме и навистина, ние и точно знаевме датумот кога го направивме бебето и кога ја ќе одев на преглед и кога ќе рече од 15 февруари медицински, нели Сонја влегуваш во 9, јас велев не. Ние го направивме бебето на 27 јуни. Толку искрено и наивно, дори можем да го кажеме и кога часот. И се породи на 27 март. Бидејќи последната недела јас одев на проверка, доцнев со породувањето, дека плюс и за тоа време бев и постара трудница. Тоа сакав да кажам, на која возраст? Филип го роди на 27 марта, на 29 март го прослави 31-иот роден ден, за разлика од мојот сопруг кој беше млад татко, имаше 25 години. Меѓутоа, точно баш ние си го правивме по книга, по книга како што и така станавме родители. Како помина бременоста? Тие 9 месеци? Не пред бременоста. Моментот кога дознаваш дека си бремена, значи тоа кој ден е? Значи денот кога дознаваш дека си бремена. Моментот кога дознавам, кога дознав дека сум бремена, значи беше лето жештини, јули, август негде. И отидовме во приватна клиника. Мојот сопруг рече, тогаш немаше приватна болница и не идовме на најдобриот доктор Слободан Лазаревски, сега е во Систина. Зошто велам најдобар? Не само што е стручник, тој е толку емпатичен, толку има пристап со пациентките. Мислам дека се соживува со секоја пациентка и со нејзината радост и со нејзината тага. Тој тогаш беше млад доктор, значи зборуваме пред 29 години. Работеше во таа кај доктор Јурукотски ординација и почнав да одам редовно кај него секој месец. И знам, многу беше интересен моментот кога ни го соопшти полот. Да не ни се лути Филип, тој тоа го знае, меѓутоа двајцата сакаме многу да имаме девојче. Мојата желба од секогаш била да имам ќерка, маж ми дури сакаш и повеќе ќерки да има. Значи, ние не сме од оние парови, да се разбереме, најбитно е да е живо и здраво. Меѓутоа, уште гледам дека ова е на овој Балкан многу е битно да се роди синот и така натака. Јас викам сите родители што има женски деца се навистина благословени со отворена куќа гости. И кога докторот ми кажа дека имаме син, следниот преглед, Огнен, ја викам имаме син Огнен, дали сакаш да го видиш? И се врати, тогаш дојде и тој да види и полот и ми вика, знаеш што? Јас многу сакав ќерка. Мислев и подарок да ти купам, ама сега нема да ти купам, викам Огнен. Следниот месец одиме на преглед и веќе Огнен почна да доаѓа на секој преглед да слушнеме срцева реакција така натака. И вика, те молам ако може да праша сестрата дали докторов прави утка за полот. Може би сгрешил, вика, може би ќе имаме ќерка, нели од одма не може да се види. И јас мртва ладно го слушам како под хипноза и одам кој докторката и викам, кај сестрата, сестра едно прашање, дали може докторов никогаш да го сгреши полот? И таа вика, доктор Лазаревски никогаш. И ја викам, Огнен, сине, да. Инаку посакувам навистина секоја жена да биде трудница како мене. Тоа што значи беше? Тоа значи дека ни миризба ми пречеше, ни имав нагони на повраќање, ни имав некоја лигава форма ми се спие, не можам ова. Прво, од првиот момент јас бев трудна, се здебели. Значи, мојот стомак веќе вториот месец ја сменив гардеробата. Значи, чудно, многу да. Одма сите и по фацата тие хормоните веројатно проработија многу. Сите само што ќе ме погледнеа забележуваат дека е некоја разлика, всушност го има вликот на трудница. Многу јадев. Не пребирав храна, знам дека најмногу јадев пиперки и се случуваш, не бев од оние трудници, сега ми се јаде ова,
купи да. Са бајле, купи знам ми дека лубеница, една зима. само ми се јадеше нешто сладко, ја никогаш дотогаш не јадев сладко. И Огнен мораше доди да ми купува, мислам дека беше некој вид сладолед така. И знам само еднаш повратив што се вика од што морав, Огнен го фати некој стомачен вирус, ништо. Ни миризба, ни нешто да ми се гади, не. Стомачен вирус имаше и леле, што ќе правиш, викам, уживај. И јас и да повратам, мене самиот чин повраќање ми е тежок, јас никогаш не ни повраќам, морам принудно нешто да испровоцирам, па ако треба, кога имам мигренозни болки и се, за да можам од тоа си патам секогаш. И само тогаш еднаш повратив. 9 месец се кога пред породување, кога се качив на вага, имав 72 кила, а јас почна со 51, како што сум сега. Стомакот ми беше огромен, не знаев дали одам дека сум ниска, дали се тркалам и мислев дека Филип низ уста ќе го извадам. Значи посакувам на вистина. А ти влијаеше тоа физичките? Беше од тие жени кои што физичките гледаат? Воопшто не ми беше битно, не. Знам само дека бидејќи природна ми е костата, знам дека ми потемне од хормоните. Меѓутоа Значи мене може кога останам трудна. Да, ми потемне. Јас секогаш овој дел ми бил секогаш по смеќ на зима, дури темна смеќ, бидејќи нема сонце. Меѓутоа тогаш хормоните тотално ми ја сменија бојата на ако веќе имав, ако и веќе имав некоја промена, тоа беше. А дали сум дебела или не, воопшто тој комплекс не ми го ни наметна ни мојот сопруг, затоа што тој секогаш викаше како е витамин А, бидејќи докторот ја толку многу јадев, а докторот велеше Сонја, детево си зема едноставно и Филип се роди многу крупен, 3,850. Прво се породи од малку ми беше кошмар, малку повеќе од кошмар, тоа е тема на која не сакам ни да зборувам, да. Прво се породував природно и останав едно 12 сати и после мора да ме однеса на царски рез. Меѓутоа, она што мене многу ме вознемири во таа болница беше врескањето на жените. На другите трудници? На другите, зошто? Кога почна моите болки навистина беа големи. Меѓутоа јас решив, ова е еден голем чин и ја не смеам да го поминам со врескање и со кукање. Верувајте навистина и секогаш така сум имала однос кон себе и кон своето тело во најголемите маки. Кога сум одела и на операција и така натака. Значи, тоа врескање, тоа толку ме депримира и јас, верувајте, не реков ни ау. Значи, сето во себе, а големи се болките, навистина се големи болките. Да бидеме реални? Да бидеме реални, особено после царски рез. Да. Вие не можете ни да се исправите. Не можете ни да одите буквално првиот ден и така. Да. Меѓутоа, кога ќе ви го донесат бебето во рака, сваќате дека вие треба да се исправите пред се ради него. Тоа е една, навистина, во истиот момент се создава една нераскинлива врска која трае, но се менува во текот на животот. Што значи тоа? Ако јас сум го родила и сум го раснела Филип, не значи дека сега на 28 години ја треба и апсолутно да го поседувам. И мојот збор да биде мојот збор да биде последен, особено во изборот на девојка, на жена и така натака. Тој си е посебна индивидуа, значи посебна индивидуа, иако ќе збориме веројатно и за тоа, секогаш мојот систем на воспитување бил жената на прво место. Односно, неговиот однос кон мене може да се рефлектира кон односот на неговата една жена. Тоа не значи дека тој треба мене да ми биде роб и да ме слуша мама што ќе каже. Не, почита. Ова значи дека ќе бидеш добра слекарка. Почита кон жената е најбитна. Се надевам, навистина посакувам. Со вакви размислувања веќе навистина посакувам, да, посакувам мојот син да ја најде таа што ќе го сака и тој ќе ја сака, значи љубовта. Приказна како вие со Огнен. Нека бидат приказна затоа што јас и мојот сопруг љубовта беше таа што не поврза и што не задржа, ние имавме многу големи искушенија во животот, но ги совладавме. Дали некогаш бучно, некогаш со расправи, некогаш тивко, некогаш со солзи, но ги надминавме. Пред
3 децении практично, царскиот рез бил многу поразличен, тоа сме го дискутирале со друга гостинка овде. Предпоставувам дека и ти така си го доживеала со оглед на тоа што сега се променети нештата и во медицината и во лековите и така натаму, но сигурно не ти било лесно како трудница со царски рез да заминеш дома со бебе и тоа за крепнување. Имаше ли помош? Имав помош, ние заминавме од Скопје во Гостивар, во семејната моја куќа. Едната сестра беше мажена, веќе имавме искуство со деца, таа имаше 2 сина, малата уште не бе, помалата не беше мажена и јас доаѓам со бебе. Првиот момент кај мајка ми и татко ми, бидејќи јас и хонорарец бев, немав стално вработување, и мојот сопруг во македонска телевизија работеше, тоа беа помагање од секаков аспект, и од финансиски и од секаков, меѓутоа најмногу отидовме поради грижата околу Филип, мојот син. И мајка ми и татко ми единствено прашање што си го поставиле било тоа: леле, кој ќе слуша сега да не буди бебе, да вреска? Меѓутоа, Филип беше многу интересно бебе. Тој кога и да му дадев млеко, да го избањав и така натака, тој се заспиваше во еден и не се будеше, не плачеше. Се стануваше во 7 сат да му да. Значи, докторката ми рече, ако се спие, не го буди. Тој никогаш нас не разбуди со плач. Што вика, ја беше како чичко некој, да. Но да, како чичко, со едни образи. Но кај мене се роди еден многу голем страв. Роди страв од грижата, како ја ќе се грижам за него. Иако толку посакува да стана мајка, иако читав милион книги, она што не може да го направам и да го избањам. И мајка ми го бањаше. Тоа беше еден ритуал, огнен ја носеше водата во собата кај што бевме ние, тука имавме една кадичка со постелје, дури знаете како е куќа, сите соби се топли, скалите ние на 3 спрата голема, од први на втори на трети да одиш и така. Го бањаше мајка ми покојна и помагаше сестра ми. Имавме едно патче да се мери топлината на водата, значи како што сум читала, така требаше, колку да е топлината на водата, какво да е коритото, постолјето, на кој начин. Сега мајка ми го бања, јас си кажам на кој начин треба да го држи, а јас немам сила и се сеќавам многу добро. Внимавај, сестра ми ќе помогне, внимавај. И тие толку им беа смешна и интересна, што ќе почне да се смеат. И мајка ми, како што се смееше, се навалуваше главата на Филипа, тој еден буци и така, не може ништо. И јас само врескав: ќе ми го удавиш бебето, ќе ми го удавиш детето, и мајка ми што повеќе. Значи, тоа беа мигови ритуали, кои секој ден се повторува, и јас секој ден врескав, не нормално многу, за да не го потресам бебето, ама на уво на мајка ми: ќе ми го удавиш бебето, а мајка ми се навалуваше, затоа што многу се смееше. Меѓутоа, со текот веќе како што си поминува месеците, си го фатив јас тој терк, после тоа и забањање и така натака. Велиш дека си се подготвувала за мајчинството преку книги? Да, имаше една мери, читав, и сега ако ви кажам дека можеби многу грешки читајќи направи, во кој поглед, во поглед на исхраната, да речеме. Например, таму пишуваше: не му давайте риба до таа и таа возраст. Може да се... Да, Филип е склон на алергија, исто како мене, за жал, генетика. Мојот син и ден денес не сака многу риба. Кога јас почнав да му давам и кога тој не навикнат на тој вкус, и ден денес не сака риба. Тогаш имаше многу друга литература за разлика од денес. Вие сега денес можете да отворите и да, треба да се... има и форуми, има и поврзување лично, од личните приказни, мислам дека највеќе може да научи. Да, меѓутоа секој дете си е своја приказна. Апсолутно. И мислам дека има некои погрижливи, како што бев ја, малку и паничари, а има некои што се и така како карактери, можеби помлади мајки, не знам. Меѓутоа, тоа е се индивидуално. Ти можеш да прочиташ, но треба и да го следиш ритмот на бебето. Например, после 1 година Филип воопшто, иако беше многу буквално дебело, буцо дете, имаше период кога воопшто не јадеше, кога нас луѓето буквално ни се смеа на кој начин, кога не гледаа на одмор или како ние стануваме во 7 сат и Филип го раниме до 9, па после тоа одиме на плажа, па мора да му дадеме ужинка, па таа ужинка околу 12, ни 1 сат, барем ужинката траше додека му со тоа што Огнен ќе пее песни, ќе лупа на тенџериња, во водата нешто ќе прави, значи Филип само голташе.
немаше осет да јаде, а тоа дете, значи мора да се внимава, не, ќе земе сам. Остави го без што така му, ќе земе сам. Дури имаше период кога тој веќе беше голем крупен, а ја му миксирав храна. И само тој ја голтеше и ја најдов на многу големи критики од многу родители како ова не е убаво, тоа е ова, ќе си јаде сам. Свативме дека Филип не јаде, многу ослабе, тоа му влијаеше врз, мислам, се заморуваше многу дете кога не јаде. Тоа беше еден период, меѓу троши енергија, беше исклучително темпераментно дете. И јас му давав пасирана храна, мислам дека за мама, за тато, така баш некако го лажев. И тој голтеше се до еден ден, да, 3. Па тоа бе исто добар вкус, добар мирис, со тенџерин, една стара реклама, што не правивме, меѓутоа еден ден седна и тој сам се зеде леп, си зема од таа манџичка и сам почна да си јаде. Значи, дојде инстинктивно. И тој период кога ниту се задови кога јадеше ни не, затоа тоа беше и инсистирам родителите да се упорни. Не може да речеш толку јаде, не. Тој мора да го изеде тој оброк. Да, мора да се грижиш за... На таа возраст мора да го изеде тој оброк. Да. Ти да го упатиш, инаку многу внимава кога да му дам, во книгата пишува после 6 месеци тоа, во книгата пишува после 8, внимава. Многу. Да, се пазиш. Нема правила за... Нема правила, го доев, иако беше дете кој на 3 месеци ми ја одби. Не сакаше да го дојам, но упорна бев и после на 9 месеци сам, кога ќе се доближев да му дадам млеко, тој вртеше главата и ја затвараше устата. Тоа му беше знак, не сакал. Како реагиравте на тоа на кого личи бебето? Тоа беше одма... Очигледно е? Очигледно на Огнен Неделковски. Значи, очите му беа толкави крупни, образите како Огнен, меѓутоа, единствено нешто што забележав, беа само веѓите и носот на татко ми и устата, на мојот покоен татко, али тие очи, тие образи, всушност правеа да изгледа дека е Огнен Неделковски. И кога ми го донеса, вториот ден бебево, јас реков, да видам барем прстите од носите, може да му се како мене стапалата. Нешто барем. Ја го отпавив. И гледам, не ми се верува. И нозете, и прстите, и тоа специфично што е за стапалото на Огнен на него. И дојде сестра, вика, мајка, што направивте? Викам, гледав дали личи барем во стапалата на мене, ама и тука е на мажми. Но оно што е препознатливо е плава да е, а тој не сака да е плав. Светол, да. И носи очила исто како мојот супруг. Ете, да, тоа е што е. Кога сме кај воспитувањето, рековме дека ќе зборуваме, на кој начин го воспитувавте кога беше мал? Дали живеевте во Гостивар до која возраст? До 1 година, јас веќе одма после тоа почнав да работам во Дневник и тоа беше... Каде се селите, во кој дел од Скопје? Во Карпош 4 и мене таму уште ме познаваат како мајката што трча, односно што значи тоа. Толку моето дете беше енергично и трчаше, беше многу интересен развој, имаше Филип и така. Немирко беше темпераментен, но она што беше и остана, во второ оделение сосема го смени карактерот, стана најмирното дете што може да постои. Нашиот син, иако има 28 години, никогаш не се степал. Никогаш никого со намера не повредил, никогаш никого не му покажал агресија. И тој, ние не бевме родители на кој начин го воспитувате. Природните закони се универзални, тие не се приватни. Значи, сите тие природни закони се применуваат при влегува во тетрадката, во воспитна на секој родител. Она што мојот сопруг, а ја особено сопруг, Огнен, инсистираше Филип да биде добро дете. Значи, да биде добра личност. Јас многу книги секогаш што го потенцирам, читам. Особено читав книги за развојот на деца. Многу го сакам Дипак Чопра и Дипак Чопра имаше една книга Седмите духовни закони на родителите. Да ги парафразирам. Главната поента е да биде добар човек, односно да родителот да обрне внимание на духовноста, односно да ги развие особините на емпатија, да ги развие на добри на особините, на сочувство со луѓето. Вториот духовен закон е да дава. Зошто го потенцирам? Детето да го научите да дава.
Често пати во текот на неговото растење јас сум имала желба да ги соберам сите книги од Ипак Чобра и да ги искинам и да ги фрлам. Но не сум го направила тоа, сум останала достојна на она што сум го читала и што сум се обидела да го применам. Зошто тој втор закон да дава детето, закон на давање. Беше син ни второ или трето деление и ги собиравме оние албуми за светско првенство и така натака. Тоа сум го правила и јас како дете и како женско, многу сум сакала. Знам дека ќе зборуваме по тоа каква дете си била. И тој мене ми вели: мамо, јас сакам да им подарам на другарчињата сликички. Нема некој, ја го потполнив албумот, ние купуваме. Мислам дека му купив 10 пакла и по 4 во едно, 40. Викам, оди подари ги. Се враќа дома и ја го прашувам, секогаш можев по ликот да видам што доживел школа. Моето прашање никогаш не било што доби математика, дали знаеше македонски или не знам, не. Како си помина, како беа децата. Најбитно во една средина се прво односот со децата, а после тоа оценката. И тој мене ми вика... Па таа животна оценка е најважно. Мамо, мене многу сум тажен. Зошто си тажен, викам? Јас им ги покажам на децата сликичките и ми реков: деца, видете, и уште пред да им речам ги купив за вас, тие мене ми ги разграба и ми се подсмева дека сум глуп, ми ги украле. Ете, како реагира? И јас ми викам: па зошто ти не им кажа после тоа дека ти си ги купил за нив? Не можев да кажам. Тоа беше проблемот, да, тоа беше проблем, секогаш бил проблемот што не сакал сметајќи дека ќе навреди некого, не сакал ни да каже. Ние направивме таква личност, меѓутоа како родител, знам дека секој и до крај на животот ќе се прашува што добро направив, каде добро го воспитав, меѓутоа ќе си ги види и собствените грешки. Дали јас го воспитав детето колку што треба. Имате случај сега пред некој време на пријател на син ми, постаре тој, меѓутоа многу го сака го пријател, бил на гости и неговата сопруга мене ме среќа и ми вика: леле Сонја, колку ти е културно и воспитано детето. Јас ќе бидам многу среќна да е моето дете воспитано и културно како Филип. Тоа е еден многу убав комплимент. Тоа е убав комплимент, меѓутоа добивате и многу критики во поглед на вашето дете. И јас на изи одговорив: да, мене ми е многу драго, работевме на тоа, плюс татко му како пример дома, можеби за некои работи не му бил идеален пример, ама Огнен сепак е многу представителен и културен човек и во комуникација и се. И тоа, и често пати кога тој мене ќе ми рече: зошто не сум некој фраер, мамо, зошто не сум како тие поромантичен, по таков, ја викам: затоа што тебе ти Огнен Неделковски татко. И ти не можеш да видиш некој фреристе, да возиш лудо кола и се, бидејќи ти не си гледал таков тер на родител. А јас сум го одбрала тој зашто таков сум сакала. Ако ти сметаш дека треба да има жена фраерка, одбери фраерка, да. Така е. И меѓутоа, како што добивате комплименти, добивате: Сонја, зошто вака дете во срамежливо, што е затворено вака, како кочено, па речи му. Па немаш ти да речи му. Па ти сигурно му викаш, меѓутоа, детето си има некој процес на отварање кон јавноста, кон се. Тој е, од секој што сум викала ја, како чичко некој, старо мало. Ќе каже некој збор што ќе те шокира, а надвор, например, не може да дојде до израз тоа да го каже. Тоа е затоа што тој е затворен, но и таа добрина и тога што му се случила. Да, таа добрина, таа негова искреност, да, и во поглед на воспитувањето, баш го правевме примерот пред студио. Тој имаше 16 години, кога јас се сејавам на една пријателка, имаше домашна математика, јас и Огнен скарани сме со математика и ми вика дали ќе може мамо да ми помогне да ги решам домашната, да ја решам. Тетка Бети. И јас се јавам, викам: Бети, дали ќе може да го примиш? И таа вика: нема проблем, Сонја, ама дома ми е лом, излегов се бајле на работа, нека дојде, ќе подсредам нешто. И работеше кај не, се враќа и јас сега прво што го прашувам, бидејќи женава се вознемири дека ќе дојде гостина. И ја викам: дали беше средено кај тета Бети? И тој мене ми се врти и ме вика: како можеш да ме прашуваш дали бил среден домот, а не да ме прашаш колку научи? Јас во моментот се јавив кај Бети и викам: Бети, јас добив осуд од син ми,
морам да му кажам за да ми верува дека јас не мислев тоа зборувам бидејќи тебе ти беше како терет. Што значи тоа? Тоа значи од една страна убаво, што можеби не сум избегнувала, ние сите зборуваме. Свесно, несвесно, човек несвесно, меѓутоа, зошто јас се истакнувам во Моабитот, не викам и сопругот, бидејќи колку што е модел таткото за многу работи, имам сестра гештол терапевт, да, сега е во пензија, има многу успешна, работеше во школа, Елизавета Силјановска, која секогаш се консултира за гештол терапевтите не може да се блиски да работат, но може да ти дадат совет дека мајката навистина е клучната фигура во развојот на неговото дете. Знаев дека мојот син ќе има проблеми со зборување и тога се запрашав. Дали јас требаше да зборам за секоја втора жена лошо, дали и требало можеби, затоа што имало многу луѓе кои биле дволични, па ми изгрешиле, па ја после тоа, или сум требала да го заштитам. Времето покажа дека мојот син многу пати не можел да се вклопи во некои друштва, од една причина, биле озборувачи. И ден денеска тој мрази озборување. На тие луѓе им е тешко. Да, тој што не озборува. Ден денеска, мрази озборување. А доминираат озборувачите и тие се тие фраерите во училиште, тие се таа главната група. Кога спомнавме училиште, јас морам да ги поздравам учителките Анета Георгиевска и втората учителка Анета Павловска Георгиевска и втората учителка Жане. Значи, тоа беа најпрекрасните учителки во свет, учеше во Карпош училиштето. Зошто? Филип беше исклучително немирен, тоа го знае и Пола Естрада, што доаѓале кај нас. За тоа ми е следното прашање. Да, меѓутоа, беше од почетокот немирен. Што направи тие учителки? Не знам. Детето доби преобразба во второ оделение, но јас никогаш не бев мајка која беше пречекана со критика да речат дете во немирно, дете во истрча, дете во ванап. Не. Тие сами се бореа со сите деца и мислам дека сами моето дете во второ оделение доживеа трансформација. Тоа за нив било предизвик да направат знаете со колкава љубов зборува за своите учителки, за Анета и Снежана. И ден таа магија што ја направиле во него. Исто така и тие наставници што беа во Кристијан Тодоровски Карпош беа најдобрите наставници во мисличини што прекрасни. Сонја ги спомена познатите личности со оглед на тоа што ти како новинар, твојот сопруг, како човек во музичките води, предпоставувам дека кај вас дома постојано имало гости од познати личности. Со кого растеше Филип? Го чувале ли некои познати личности? Вака, Гоце, морам да го истакнам прво Гоце Арнудов, од една причина, што Гоце, оној Гоце што вие го знаете, приватно беше многу поинаков, односно беше многу емотивен и срамежлив човек. Тој секогаш многу се работуваше со мојот сопруг и доаѓа или огнено одеше кај него или тој доаѓаше кај нас и секогаш му носеше огромни шоколади по 2. И никогаш не му ги даде на Филип во рака, туку ги оставаше некаде. Ние од посеќа најдевме втората, еднаш најдов една чоколада зад телевизорот. Значи толку беше срамежлив, тоа беше неверојатно. Многу добро се сеќавам. Имаше буквално невреме, ветришта некој и Огнен вика сега ќе дојдат Гоце Арнудов и Миле Барбаровски, треба да правиме една песна. А кај нас беше и троседот и двоседот споени како еден воз и една голема соба да може Филип да игра и да трча. И ми вика да знаеш да си го прибереш Филип. Ја викам добро. Кај да одам, одете надвор, викам многу е немирен, може, не врескаше. Тогаш имаше негде 4 години, така, 3-4 години. Не врескаше, не. Брливите години. Брливи, ама никогаш немаше агресија. Се беше насмеан, така си беше немирко, ама насмеан. Мирен немирко. Да, мирен немирко, насмеан. И дојдоа Гоце Арнудов и Миле Барбаровски, ако ме слуша Миле ќе се сети, и беа седнати еден до друг, и тука на едно постолје Огнен ја пушташе на касетофонот, пушташе музика и Филип почна од еден крај на друг да трча, имаше обичај по троседите горе да трча, ама јас го молев, те молам, мама, те молам, добро. Огнен вика, те молам, извади го, викам каде? На тераса, одиме на тераса, задува ветар и Филип се вртим, чука на прозор, им прави некои фаци, овие се смеат, не може да се посврта на песната.
И ја викам, добро, Огнен, ќе одиме надвор. Одиме надвор, Филип трча како и секогаш, дува ветер, викам, сина, ајде се враќаме и се вративме. И ја викам, ќе бидеш мирен, а иначе многу подоцна почна да збори, значи немаше навистина никаков проблем, пееше, не збореше и на крај веќе прозборе, на која возраст? Па после 3 години веќе почна да Значи, не е збори, страшно? не беше страшно. Го носевме и на логопед, дали има некој проблем, немаше никаков проблем. Мислам дека после 3 терапии одма почна да се брди, едноставно, пееше, едноставно, така требало подоцна да зборува, а беше многу интересен и постојано слушаше музика. Сега, ја ги расфрлав играчките и тој беше мирен, добро, ме разбра. И само што Огнен ги послужи кафе, тој син ми зема една топка и ние не знаевме што ќе направи, мислевме дека ќе се игра. Тој ги пикирал, како може ако ја фрли топката од позади, да ги удри 2 шолји кафе. И како што тие двајца беа вака застанати баш на средина од роседот и нешто за муабети, никога го држиш кафето, маса нема за да може Филип да трче игра. И вака како што ги пијака, како го долови тој момент, не знам, така ја фрли топката, така летна. Среќа што не беа многу, не беше жешко толку кафето, иначе ги изгоре, ги направи лом. Ни песна направи, ја си замина, решија дека ќе дојде следниот ден. И имавме уште една ситуација, Филип не бил ни свесен дека тука се раѓале пред него неговите хитови, а биле прекинати поради тоа што тој бил немирен. Братот на Мите Димовски требаше да биде познатиот продуцент, затоа и него го истакнувам. Ти си тој песната на Лидија Кочовска, преубава песна. Дојде кај нас, требаше да биде амбасадор и да донесе музиката, требаше да се прави текст. Меѓутоа, од велигување, Филип, ние почнеме да му збораме, Филип, да бидеш мирен, овој чичко е многу битен композитор, да бидеш мирен, и беше мирен. Меѓутоа, како што зборевме со него, ние цело време му викавме на Филип мирен, и тој едно време се сврти и рече, не ми се допаѓа вашиот начин на комуникација со детето. Па што ви прави детево? Како тоа може, вика, вие нон-стоп Огнен? Како може да дозволиш Филип мирен? Ајде, мајки ве, жени ве, вика, се такви, ама ти што прави детево? Па на секој 3 секунди вика, како зречи се, оставете го. И ние рековме, добро, ќе го оставивме. Помина едно 10-15 минути, не му зборувавме ништо. Кога рече Филип трча, покрај тросе, догори тој. Детето, ме молам, детето, ама може да му утепа, ама може... Кажете му сега да И ние викаме, сега, како ние да не викаме, значи... Сепак родителите кои што имаат темпераментно дете, најдобро се знаат и не треба да ги многу суди добро никој. го познаваат Тоше Проески и Лилјана Петрович, да. Ајде, како беше таа Лилјана врска? Петрович често пати доаѓаше кај нас дома и кога не доаѓаше Тоше, и со сати разговаравме за кариерата за Тоше и се, и таа многу добро го знаеше Филип, многу се смееше со него. И се јавува еден ден и вика, Сонче, ајде на прес, мислам дека требаше Здравко Чолич да дојде. Викам, не можам, го запишувам детето прваче, и таа сам рече, да не го кажам низиниот, ама во превод, ама се зафркнале тие учителки, немек сега, кој ќе им дојде, тешка нив, како ќе се смират. Да, растеше покрај Тоше, Тоше му пееше, стално му пееше опери, му пееше некои црковни песни, нешто како... И знам дека еден ден на вечер кога дојде, цело време му пееше арии. И тоа ставило толку длабов впечаток на Филип, и кога си замина од редните ми рече, мамо, знаеш што, Тоше Проески е поп. Викам, како поп? Така, вика, пее како поп. Од секогаш бил така духовно издигнат, побожен, црква, вера. Веројатно тоа сум му го наметнала и ја. Многу беше интересен фактот што од тоа не можам исто да го заборавам. 2,5 години имаше кога го гледавме првиот концерт на Тоше. Врнеше. Огнен го имаше во вие пред него. Да, Кево Кенгур. Го наврнавме детето. Не рече, не заплака ни еднаш. 2,5 сата го проследи концертот на 2,5 години Филип. Браво. Го чуваше ли Тоше некогаш да, се слика, има така средби, блиски? Има, како не. Меѓутоа,
Она што нас најмногу ни беше интересно, а исто така од самова на концерт, Тоше Проески дојде да ни го подари албумот, мислам дека беше тоа вториот албум Божји син, Синот Божји, со потпис за Филип, па му донесе постери, му донесе фотографии, еве ти Филип, значи неколку дена пред официјалното промовирање. Меѓутоа, кога Филип слушна дека Тоше ќе има официјална промоција во Југотон, и мене ми вика, ти ќе ме носиш тамо. Вика, мама, ти го даде Тоше албумот, ти се потпиша. Не. Зошто да чекаш ред сега таму? Не. Да се... И покрај тоа што доаѓаше, сепак за него беше голема звезда. Да. И ние отидовме во Југотон, таму луѓе, мајки со деца и од обезбавањето на Тоше многу имаше гужва и влегува и Тоше им се потпишуваше. И ја му викам, што да правам, дете, како сега ја да му кажам, не те носам, инсистира. И беше поголем, 6,5-7,5 години, не знам како. И не можам се од годините. И тој рече, ајде влезете, влеговме и сега Тоше се потпишува и ја дига главата и вика, Филип, што правиш тука? А тој сериозно, како сите деца, дојдов да ми се потпишеш. Или, например, или, например, многу сакаше на концерти, ми вика, ја морам Калиопи да ја фатам за рака. Како викам да ја фати додека пее да ме носи на сцена. Значи сите тие пејачи, дали татко им пишувал текст за нив, дали мајка им соработува, сите тие пејачи тие беа звезди идоли за него како што беа за другите деца, што немале да и покрај тоа што и на некоја бевме на пример еднаш на 12 величенствени, ја вика мама, овие се сите од Синтезис и тој ги виде и вика сите се исти со крупни очи. Имаме и слики од тие манифестации, значи тие се запознавале со него. Ама тој ги доживувал како звезди. Или, например, Затоа што и се звезди. Да, Бојан Маровиќ. Јас во најголемата популарност отидов во хотелот кај што беше му направив интервју, фоторепортерот му направи фотосесија и вечерта ни даде карти, одам ја го земам Филип со мене и тој ми вика, сакам да одиме до сцената и да играме Бојан Маровиќ да го видиме. И сега во еден момент сакам да му речам, абе сине, јас со Бојан бев како возрастна новинарка, како сега ја да одам, не вика да го видиме Бојан Маровиќ, меѓутоа најмногу мојата кариера, мислам дека ја прифати ја засака кога почнав да пишам за спортистите. Аха, така, тука беше... Мислам дека не... И тој го сака спортот? Премногу. И кога јас му кажав дека сега ќе правам со Дарко Станич интервју и ќе бидам на насловна страна и ми направи, ми закажа во 9:30 сат во салата во Металург и тој тогаш рече, ова ти е да имаш мајка новинарка. Значи, дотогаш не беше ништо битно дали мајка ми или не, но кога почнав и со Кира Лазаров и со ситера коментари, фудбал. Се вивнавте во неговите... Да, тога се вивнав, да. Тоа му беше, да. Пасијата и но и ден денеска мислам дека му се идоли спортистите. Како тој го преброди ја преброди трагичната вест за заминувањето, напуштањето на Тоше од овој свет? Дента кога се случи тоа, јас откако се зозедов, првото што беше се јавив кај учителката, негова, наставничка, да не му кажат на Филип, меѓутоа не знам дека толку брзо или некако да го изолираат, познавајќи го колку е емотивен. И учителката ми рече дека веќе дознали дека многу тажен, дека плачал. Цел ден плачал во училиште. Мислам дека им се обратил и на децата, дали има радио или како, тоа веќе ми е нешто и не е избришано, туку период на траума кој тој ден не сакам да се сетам за други денови, дека Тоше е голема трагедија што си заминал и дека многу го сакал Тоше и дека сите треба да го памтиме. И ден денеска го негува споменот на Тоше Проески. Си пуштате музика дома? Мечето што му го подари Тоше, му е одма до малото клавирче на кое прв пат почна да свири. Малото клавирче му е веднаш на една полица до неговиот голем клавир. Бидејќи Филип свири на клавири, нели, музичка академија, сега треба да ме регистрира. Се сеќава на некои ветувања
и така натака што ги зборувале така блиц, но моментот, еднаш го имам кажано, ќе го повторам, е кога прво деление, кога почна Филип и кога рекоа дека едното око ја преземало функцијата на другото око, а ние не забележавме дека има проблем ни со пишување, ни со учење. Кога мораше прво, и морам да ги поздравам тимот на Визија, кога му го повратија видот на едното око 80%, значи таа диоптрија е многу мала што ја носи син ми, меѓутоа врните тамо стручњаци го повратија тој вид. Но требаше да носи очила и тој не ги прифати очилата и почна мене да ми зборува: ако станам ја звезда, ако бидам пејач, кој пејач носи очила, која странска звезда. И јас толку бев и од самиот факт и од таа диагноза и очилата пореметена, што мене дури подоцна ми текна дека и Тоше имал проблеми како мал. Ја му викам: Тоше Проески, вика, Тоше не носи очила, носи. Ќе ти раскажи, викам, приказна што му се случило кога бил мал, има страбизам. Сега Филип не може да разбере страбизам на 7,5 години. Да, јасно. Цилиндри и тоа, викам, сега ќе слушнеш дека ја не лажам и му се јави Тошка, викам, молим те, кажи на Филип, нешто мора да носи наочари, мора, викам, затоа што треба да вежба за видот и та. Рече, дај ми го. Што се случи, не знам. Меѓутоа тој рече, дај ми ги наочарите. Толку, јас му ги дадов и ги стави и никогаш не рече зошто јас носам очи. Спортува, никад не му пречат очилата. Еден период јас му реков: Филип, дали сакаш кога средна школа кога беше, дури тие уште што му останало тој разговор од сеќавање, дали сакаш да не носиш очила? Не, јас му ветив дека нели постојат интервенции. Не, јас му ветив на Тоше дека никогаш нема да ги трнам очилата за негова љубов. Меѓутоа, мислам дека сега е возрастен, па сам ќе реши дали ќе ги трне, ќе има интервенција или не знам. Тоа е нешто што не можам да му се мешам. Се подразбираше ли дека Филип ќе биде во музичкиот свет уште како дете со оглед на тоа што прво пропел пред да прозбори? Се подразбираше од една причина. Семејството кај Огнен се големи уметници, пишувачи и цртат. Во моето семејство се сите музикални. Дури и сега третава генерација гледам во кој контекст. Татко ми свирал аматерски армоника и труба, стрико ми вториот свирал саксофон, а третиот што е доктор, основач на прв рок бенд, пишувал песни, најголем колекционер на плочи и CD-а, невролог е, татко ми, стрико ми граденџи инженери, но музиката им беше најголема љубов. Тие многу баба пеам и ја. Моите први братучеди, значи од тој Гена Лексуски, ако се пред некој време лани правевме голема веридба за мојата внука, односно ги викнавме сите и зет ми и сестра ми ги викна една вечер пријателите, втора вечер роднините. Кога дојда моите први братучеди немаше систем. Зошто? Тројца свираја на гитара, сите пеевме. Значи секогаш автоматски на секоја забава ние сами ја правиме затоа што сите свират. Сега и новите генерации, например од мој прв братучет, од тој стрико што е бил рокер, што беше рокер, синот свира на 4 години почна да свири на тапани, сега почна да свири на синтесајзер. Дори кога ќе ги видам малецките дека свират на нешто и дека сакат музиката, едноставно тоа е ген. Да, гените си работат. Филип, имавме ни едно клавирче, мало, со разни бои, и на година и пол Огнен рече: овој свири една иста песна, вика. Како Огнен? Да. Вика да му ја да. И навистина, според боите, тој музички му влегло и ја свирал песната. Да, слухист. Слухист. Почна да оди кај, во прво деление го запишавме кај Валентино Скендеровски, меѓутоа Ана Костова во Ентерпрајз, придружниот вокал, тога шта беше, вика Сонја. Значи екстра талентиран. Ние рековме не дека е наше, него едноставно вика екстра талентиран. Ама многу е немирен, не може вика да почне од прво деление и почна од трето деление. Кога се смири? Почна и одеше тамо. Никогаш не го форсиравме. Тој си го одбара самиот пат, иако до не знам која година викаше дека ние сме му уништиле кариерата на одеше приватна гимназија и уметнички смер го теравме да се запише, тука само интервениравме, дека сме му уништиле кариерата на правник, на економист, за на крај да свати дека
Тоа го учи, ама не може да го запамти, не се пронаѓа во него. Нема, Исто како нас. дарбата е да биде музичар, да. значи Има наскоро многу магистар, музика во него. Да, наскоро треба магистар. да магистрира поради короната, поради сето тоа и Се доле некој провлекло. нешто се провлече. Тука останува или има амбиции за надвор? Никогаш. Многу е сака Македонија, од мал. Во неговата соба се Јас саках како родолюбиво чувство, што го наметнале неговите родители, а не партиско, националистичко или не знам какво. Во нашиот дом има родолюбиво чувство. Да, тој е патриотизам кој тоа е патриотизам. Ние сме немале бенефит, нити сме биле со членски партиски книжки, па да имаме бенефит, па да чуваме и друго знаме и се, не. Ние сакаме Македонија од срце. Да, тоа е нашата девиза. Неколку пати споменавме дека Филип бил немирно дете, очигледно тоа го наследил, ки си дозволам да кажам, од мама. Читав интервјуа, ова не си го измислив. Ти си го кажала јавно, гласно и јасно, дека си била многу немирно дете. Многу. Какво детство имаше? Еве, ќе ја цитирам твојата мајка, бидејќи во Мамавизија задолжително ги спомнуваме и мајките, дека секоја роденденска честитка гласала исто од твоите тинеџерски години. Среќен роден ден, Керко, да си ми жива и здрава, Бог да те дарува само со убавени. По драмската пауза следело леле колку немирно дете беше, што се правеше мајка, луѓето се чудеа. Да. Што правеше толку Сонја? Мислам дека имаше и периоди кога мајка ми веќе за разлика од Филип, јас се тепав. И бев тепана, но никогаш не се пожалив. Се жалеа комшивките кај мајка ми. И мајка ми веќе еден период не знаеше што да прави со мене и рече од овој момент и да викне, прво живеевме во зграда, после направија мојата куќа. Значи, јас сум била необична со самото раѓање. Сум се родила со црна густа коса и со многу флеки на лице и сум врескала постојано. И првиот момент кога ме видела мајка ми си рекла, леле Боже, па, кога е девојче, барем убаво да беше, да му го мажам ова и лошо, и црно, и гордо. После да ме шишале. Флека ми останала само на врат. Ме шишале и почнала да ми, лустар, и почнала да ми расте бела коса, како албино. И тетките се шегувале со мајка ми, вика, и велеле, дај сега да ја шишеме, може би ќе почне да ја расте црвена. Меѓутоа, како што веднаш од првиот момент, првиот контакт, татко ми со мене, па претерано ме засекал. Мајка ми викаше кој да не видел женско дете. А сте три сестри? Да, ние, вие сте три сестри, да, така? во бракот меѓу Јорда и Полка Алексовски се родиле Елизабета, Сонја и Елина. Меѓутоа, до последно јас бев синот на тато и слабоста на тато. Значи, колку и мајка ми кажуваше дека веќе се, кога сум почнала да одам и да ги... Прво по 3 жени се менувале во месецот, никој не чел да ме чува. На крај... Ти победил во врска помеѓу тебе и Филип. Да. На крај ме чувала една бабичка, која секој ден му кажувала на татко ми колку многу сум јадела, а татко ми, кога ме гледал, си викал, Сонја, место да расте, се мале, девојчево и слабо, а жилаво, ништо не јаде. После тоа ме запиша во градинка и побегнав во градинка. Не знам што ја побегнав, ги организирав сите да побегнат. Дури добро се чувствам, тој детал. После тоа ме запиша порано во забавиште. Во тоа забавиште кај исто ме запиша, имав јас тетка која ме сакаше ко родена ќерка, тетка ми Санда, и јас бегав кај неа од забавиште. Тетка ми веќе свати дека нема спас тука, по нејзин совет ме префрлија во другото забавиште, меѓутоа таму работеше мојот покоен дедо на автобуска и јас бегав на автобуска. И на крај баба ми реши, отидов кај баба ми, реков, баби чува деца, а не учителки во градинка, и баба ми прифати да ме чува, иако баба ми дотогаш ги исчува сите и после мене исчува многу внуци секоја чест. Меѓутоа тој период беше таков некој простор што јас морав или жени да ме чуваат или во градинка за да застанам на нозе. Првиот ден кога баба ми изведи надвор, за малку ќе сум под камион ќе ме нашла. Како сум исторчала, не знам, меѓутоа и тоа го памтам од. И на крај решиле да ме запишат во школа порано. Полагав некои тестови во тоа време, не можеше нели порано. Направив проблеми во школа. Што беше проблемот? Јас сакав учителка, мене ми се падна учител.
И секој ден јас одев кај учителката и ќе дојдеш учителот и ќе ме вратеше, меѓутоа мене никој не ме праша зошто ти одиш кај учителката. Него више ќе ми рече, не треба кај учителката, кај мене учител веќе научи дека јас секој ден кај учителката и ќе ме земе, ниту ме праша, ниту им објасни. И го викна татко ми, сега татко ми, знам, кој ден не се сеќам, ме седна на клупата пред школото, во Гостивар, тоа нормално, и ми вика, добро бе сине, сега пак правиш проблеми. Што е проблемот? Зошто одиш кај учителката? Затоа што кога ќе биде 8 март, ја ќе не можам да ја купувам подарок. И тој ми вика, подарокот ли е проблем? Нешто ти пречи учител? Не, супер е учител, многу е фин, добар, ама ради подарокот. Добро, вика, почекај тука. Се враќа татко ми вика, бака, секој 8 мартин учител ќе му однесеш пакло цигари филтер 57. Многу добро се сеќам. Дали ќе биде задоволна ако тој ден на 8 март ти му подаруваш на Да. Значи јас секој 8 март ги гледав во другиот клас како се собира, дава тоа. Меѓутоа татко ми ќе ми купеше цигари, учителот знаеше дека тоа мора, поти тоа беше услов и јас му подарував. Ете, некоја фикс идеја. И ден денеска, да, се сеќам, меѓутоа бев мирна. Сонја, како, дали се отсликуваш себе си во воспитувањето на својата мајка како мајка? Колку си слична со неа? Премногу сум слична во еден поглед. Премногу, јас сум многу јака како неа. Јас ако треба, душата ќе ми плаче, ама солза во најтешките мигови нема да видиш кај мене, а ќе видиш за се нешто плачење, и за убаво, и за радост, и за ако победат освојат медаља, дури некоја X категорија, емотивно, да. На филм, од радост ако видам, одма плачам. Тоа е некој битушки ген, одма плачам. Ја имам мајка ми од Битуше. Ја имам наследено и таа комуникација со луѓето. Мајка ми беше исклучително отворена личност и милозлива. Односно, ја секогаш кај си убавице и така им се обраќам. И на доктор прв пат да ја видам докторката, леле колку бава, или доктор, или било кому, има значи тоа не е вештачка кај мене. Тоа е оригинал, наследена. Не дека сум ја гледала мајка ми, туку едноставно таква сум како не, отворена за нови енергии, отворена и се. Но веројатно таа цврстина и тој силен карактер, што ние две го имаме, ја не дозволувам никогаш мајка ми да доминира над мене. Никогаш. Се сеќавам никогаш, две искри и еднаш само ми рече, добро бе, ќерко, еднаш да дојдеш и да плачеш, да речеше, тешко ми е, мамо, да се го сакам пожалиш. тој дечко, тој не ме сака, да се пожалиш, да почувствам. И јас си реком, никогаш тоа нема да го доживееш од мене. Нема да плашам за ни еден дечко, за ни едно момче. Значи, тоа беше оној момент што ја бев се она што може би таа не сакаше. Ја не ги исполнувам незините критериуми. А другите две ќерки, таа беше исклучително паметна жена, мудра, многу беше стабилна. Многу, јас бев понервозна, таа беше многу помудра, иако со годините ја научив јас таа мудрост. Мислам дека другите две сестри се онака како што таа ги воспитуваше и советуваше, така и направија во животот. Ти си најмалата? Средна. Ти си средната? А јас како што мислам дека таа свати во еден момент дека не може со мене. И си рече, ако не можеш да ја победиш, барем придружи се. Си сакала многу спорт, тоа веќе го начнавме, и фудбал. Твојот татко е поранешен фудбалер, ако не се лажам, така? И моите стриковци игра фудбал, така, значи, вие имате тој спортски дух во вашето семејство и затоа ги погодил кафињата Филип, што се чуди да не знам, ја сете го тој спортски ген, но исто така и сакаш да глумиш, си сакала да глумиш, си сакала да бидеш актерка, тоа ти било едно од желбите. Но тој спортски ген ја со 6 години до крајот. На 30 година веќе кога се омажив и престанав да скијам. Ја нонсто мене денон беше исполнета со торбичка спортска, ќе дојдев, учев во многу тешка гимназија, бев одлична ученичка, меѓутоа доаѓав, ќе јадев, одев на тренинг, се враќав, поучев ноќта и така натака и се сеќавам кога се омажив. И кога дојдов да ги земам стварите гардероба, тогаш мајка ми почна да плаче и само ми рече, не видов како порасна
од тие спортови, од тие тренинзи, од таа само гледав како се пакуваш и распакуваш. Што значеше тоа? Таа торба ја асоцираше на тие тренинзи, тоа беше се аматерско, ама беше многу од срце и од душа, сите видови спортови. А после тоа и патување и посветено, да. На 3 пати неделно јас одев на тие тренинзи, а еден период кога тренирав, кога требав да бидам идна скијачка и тренирав во сала заедно со професорот, меѓутоа самата средина не ми дозволи да јас немаше да се изразам на спортско поле. Зошто го спомнав желбата, ја спомнав за глума, затоа што знаеш да имитираш, да не ти текнува некого да не изимитираш сега. Не. Ако Во ти дојде, ако ти дојде нешто, меѓутоа, да, тука работат мои колешки од Дневник и знаат дека секоја забава во времето на Дневник, кога бевме, јас имав пола сат стејдж мој, као сцена нешто, јас ги имитирав сите можни пејачки на сцена и како зборат, како даваат интервју и како играат во нивните спотови. Да, имам талент за глума, имам талент за имитација. Да. Сонја, вие сте една прекрасна љубовна приказна, тоа и јавно сите го знаеме. Дали некогаш размислувавте за второ дете? Имавте ли такви желби и размисли во вашиот дом? Сега на емотивна тема, која многу го погоди Јовна Неделковски особено, мојот сопруг, значи. И ден денеска мислам дека некаде длабоко и кој ќе ја слуша ќе се сети на тие моменти. Тој сакаше многу второ дете. Јас во почетокот не, но решив еден миг кога син ми рече, ја гледа собава, ги гледаш играчки, овде треба да трчаат деца. Тоа не беше секако дете од 7 години, 7 и пол, не е негова мисла. Ја слушнал од некој, точно знам, меѓутоа секоја чест фала му што детето со таа реченица ми стави до знаење и ние решивме да имаме второ дете. За бременувањето одеше тешко. И ние рековме дека направи хормонален статус, се беше во ред, јас гинеколошки во ред и реков, јас секогаш велам како ќе рече Господ. Некој ќе рече како е универзумот таа енергија, ќе речам како рекол Господ, така ќе биде. 2005 година се одржува Евровизија во Киев. Руслана победи, нели? И мене ми стига понуда за акредитација од македонска телевизија да се акредитирам. Ги прашувам во тогашен Дневник дали ќе ме пуштите, секако Сонја. Ја следиш Евровизија, ја се акредитирам за патување во Украина. Меѓутоа, дознавам после тоа дека јас станувам трудна. Вама сум фатила акредитација, вама сум бремена, и ја решавам, се јавам во телевизија и кажувам, всушност јас си морав да кажам дека сум бремена веќе вториот месец, затоа што морав да ја откажам акредитацијата и на моје место да има друга новинарка. Прво се нели чека да помина 3 месеци, што некогаш може би треба, во рете. Да. Од мојот случај, ако се анализира сега, треба да ги извести сите после третиот месец. Се јавам македонска телевизија, кажувам, ако може јас сум бремена, не сакам да си ризикувам едноставно, требаше за 2 месеца веќе да бидам на Евровизија. Многу се плашам од авиони, иако имам над 80 лета, 4 континенти прелетане, уште имам страв. Едноставно имав и години, веќе 38. Не сакав да си го уништам плодот, толку го чекавме второ дете. И на моје место дојде Милена Атанасовска Манасиева, моја најдобра колешка и моја сестричка, претерано ја сакам. И таа мене ми вика, Сан, дали си ти, Сан така ми вика од кратинка на презимената, дали си ти сигурна дека нема да дојдеш? Викам не, и подитно дур можеме во Европска унија да направи МТВ, да те акредитирате, јасно, трудно, викам, сакам овој период, а не под стресови, плюс на Евровизија многу се работи. Девојче уште еднаш ме праша и третиот пат кога ме праша, ја Мици викам, па ќе сакам да одам на Евровизија, само ако го изгубам детево да ми биде Евровизија како утеха. И се фатив себе си што кажав и таа ми вика, Сан, немој тоа да го збориш, како може така да збориш? И од тогаш веќе не ме праша. Јас отидов веќе вториот месец бев трудна, одма нова гардероба, фармерки, видливо, значи јадење, цутам во лицето. Бев 2 пати на преглед и многу добро се сеќам за последниот пат кога отидов, ми рече доктор Боби Лазаревски, Сонја вика вака сега, ти ослободи се
оди си на работа, значи не се оптоварувај дека си трудна, дека си бремена, значи живи си живот како досега што си го живела и дојди за 10 дена. И ја, како ми рече така, отидов за 10 дена и тој мене ми вика, Сонја, не го бива плодот. А син ми толку беше среќен. Кажал уште првиот момент во школото ќе имам братче или сестри, учителките знаа, кој се не знаеше, дури и цела Евровизија Ебу дознаа. Со промена на таа акредитација, мораш да кажеш причина зошто и каква. И плодот мораше да се вади, јас не можев да падне сам, тоа ми беше многу, имав два начина, или плодот сам да падне, тоа ми беше многу тешко да го поднесам, или да одам на принуден абортус. Ја избрав втората варијанта, меѓутоа сакав да ми проверат тоа што сум го изгубила плодот. Се видејќи тоа беше некој пред 21 година, немаше вирус во воздух или не можеше да се зборува за загадувањето. Сакав да откријат било која причина и една бацејавка докторот не можеше да ги најде тие, да ги отвори тие файлови, не беше толку, меѓутоа знам дека беше од нешто во воздухот, колку што можеше да се нагаѓи и така натака. И тогаш и не беше таа тема актуелна. И не беше таа тема актуелна, веројатно беше вирус. Веројатно и некоја друга деформација, не знам, меѓутоа тоа самото воздух, вирус и сите тие предпоставки што ја тогаш ги слушнав, кај мене оставија многу травма. Но, да ја завршам приказнава, кога ја го изгуби бебето, мојата колешка рече, јас не одам на Евровизија. И ја викам, Мици, ти мораш да одиш, веќе си акредитирана. Не вика, никогаш нема да го заборам тој момент, кога ти рече, ќе одам ако го изгубам бебето. И ти вика го изгуби бебето и јас вика нема да одам. Не мора да има дневник новинар, или вика ќе одиш ти, или никој нема да оди. Никој нема да оди. Тоа е многу доблесно од колешката. И вика, а јас стварно бебо никој, знам дека само плачев и додека седнав на столот, додека не ја добив анестезијата, ја плачев. Па претпоставам тогаш ништо не ти се ни правило. Меѓутоа, кога тоа го рече, јас викам добро. Ајде, ќе се јавам, може би Евровизијата како терапија ќе ми дојде. Сега се јавам повторно во телевизија и викам вака и вака, се излезе друг проблем, ја го изгубив бебето. Видите, вашиот плод има и 20 дена, и 2 месеци, и 5 месеци, вие губите. Како не? А се навикнувате на еден друг живот, уште одма. Нова гардероба, изгледате поинаку, хормонски имате во себе. Ма и чувствуваш радост дека нешто се случило ново. И успеа да повторно акредитацијава да ја вратат на моје име и јас заминав за Украина и мислам дека Украина, Евровизијата, тој филм многу се работи на Евровизија, верувајте, не е тоа шетање. Јас Киев го видов само и сите градови кои што бе во Европа ги видов само од петок попладне до сабота навечер, затоа што тогаш е тој луфта кога не можеш да прачиш известа и кога е финалето, кога има во четвртокот е има работа. Меѓутоа, така сето тоа ми дојде добро. Така тие нивни цркви, седни, не знам сега како изгледа, за жал поради оваа војна. За жал сега не ќе ме да знаеме како нешто, му реков на мојот фоторепортер Слободан Ѓурич дека многу сакам да видиме цркви, тие нивните со тие златни кровови и сето тоа. И таа работа и сето тоа влијаеше да ја енергијата, мислите ги насочам на нешто друго. И едноставно, јас имам една моја девиза која секогаш ме води, а и мајка ми често знаеше да каже, мајка, така би била судбината за било што ако некому, или мене ќе речеше, мајка, таква ти била судбината за било што нешто ако се дешавале некои екстремни, а ја викам, така било пишано, Бог така рекол, едно дете, но знаев дека веќе нема да имам второ дете, не сакав, после сите тие стресови. И колку што јас тоа веќе не го спомнував после Евровизија, и современо со мене остана трудна количка на мојот сопруг. Значи, во исти, буквално требаше исто да се породиме, во исти месец. И мојот сопруг постојано того, сега детето на колечката има 3 години, сега е прваче, сега е матуран, сега е полуматуран. Тоа траеше долго за разлика од мене, што јас реков тоа е. Ќе се посветиме на ова дете и одиме напред. Губитокот го доживеа поинаку. И се додека еден,
ја еден викам, може ли Огнен и после 15, например, кога е матурант, после 18, тоа беше последен разговор. Може ли Огнен, викам, и после 18 години, еве детето на колешката да е живо и здраво станало матурант, ти више да престанеш да ме подсетуваш? Барем кажи ми кога ќе се жени. Мислам, зашто ова го потенцирам? Затоа што ние мислиме дека само ние мајките страдаме, само ние жените тој губиток или само ние се пораѓаме и тоа е наше некоја благословена состојба, да, и мажите чувствуваат и тоа многу. И покрај тоа што тие него носат во себе, ме најаже со муабетот, жалам што сте претрпеле таква загуба, поминало многу време, но болката стои и тоа она ме тие радува, мисли да. стојат, Еве но сега ми дојда со солзи на очи. Да, малку и меѓутоа можеби само спомено на тоа ви ги правио. Многу ми е драго што Филип после некоја возраст не викаше сакам братче или сестриче и ден денес не спомнува да има брат или сестра, че беше побав или нешто, не. Можеби тој момент му го надоместиле многу внуките и синовите, односно и внуците, односно братучедите негови. Ние семејно сме многу блиски и затоа му го... При крајот сме на ова издание, некако поврзано со Евровизија, која што бил некој мелем за вас. Мелем, меѓутоа траумата кај мене беше од загадувањето, кога почна после тоа да се зборува воздух, загадување. Тоа што јас мене ми останало вирус во воздух, иако вирусот не е директно, ама ми останало нешто од воздух, дали и некој деформитет и сето тоа беа други времења што не можеше да се дојде до толку многу големи сознанија. Јас имав траума од загадениот воздух. Кога почна и денес, меѓутоа малку сум психички, мислам дека ослободена, ја не излегував со денови кога беше загаден воздухот, затвара прозор и маж ме викаш, иако имавме за прочистување, ќе не угуши жено, и секогаш и ден денес јас се молам, секоја трудница, Бог да ја заштити пред се од тој загаден воздух. И нон-стоп читам за тоа. Постојат многу осознанија, многу докази дека тие честички во тој загаден воздух ти влијаат и на плодноста. И на плодноста, на забременувањето и на сочувањето на плодот. И би сакала да се стави голем акцент на загадувањето од поглед на забременување и губење на идните генерации. Ако сакаме здрава нација, ако сакаме да имаме прво, јас што велам, зашто е здравството број 1? Затоа што за да биде успешна една држава, пред се требате да имате здрави луѓе, а потоа и учени. Значи, здравството е врв, за жал овде здравството. И сакам многу да се зборуваат вакви теми. И за губење на плод, зошто и како, и за тој загаден воздух. Мене, значи, кога ќе се спомне некој дека изгубила или некоја, мене прва асоциација ми е од загадениот воздух. И тврдам дека е травма. Тоа е останата травма. Сакам на крајот една мама визија од тебе. Сакав да го сврзам затоа што ја спомнавме Евровизија. Нашата емисија е Мама визија, па која е твојата визија? Сега Филип е голем, возрасен, веќе реализиран во одреден поглед од животот, но секоја мајка доживотно ќе има визија за своето чедо. Која е твојата? Мојата визија на вака, ние му го дадов со тоа што го створивме Филип, го дадовме коренот и како родители требаше крилја да му направиме со кои ќе лета. Ние му ги направивме крилјата, но тоа летање некогаш паѓа, некогаш лета и цел живот ќе биде така. Мојата визија и визијата на Огнен како личност не се исполни, но да е добар. И тврдам дека не постои другарче, колега, соработник, професор што го изучувал дека ќе ви рече, вашиот син ќе ви рече дека е многу добро дете. Амбицијата на Филип, тоа што јас сум одела на Евровизија и почнав да го оставам од 3,5 години сам, тој ја засака Евровизија и неговата желба како автор е еден ден да ја представува Македонија на Евровизија. Ако е дај Боже неговата жена да гостува во Мама визија. Зошто да не? Да. Значи неговата визија најголема и најпосакуван успех, ете, тоа е се поврзано, значи индиректно ние она каде е мама ја нема на Евровизија, да збориме за Евровизија, значи најголемите раздеви кога бил мал биле тие кога јас сум патувала на Евровизија, сигурно биле од 7 до 10 дена. И негова желба е еден ден да победи. Да видиш што е тоа што мама одела, а тој седел без мама тие денови. Визија, ете, за неговата кариера, визија, ете, нека му се исполни таа желба. Посакувам да биде така. Посакувам, да. А визија,
да има черка, барем да ми подари внука. Дај Боже се да се исполни Сонја. На самиот крај имаме мали подароци, мало внимание од нас, Многу сакам цвеќе. Верувам, ова е мирисот на Мама Визија. Бутик за цвеќиња Фрида, најубавата цвеќарница во градот, Одлично, па и во прекрасно. државата. Ќе речам нешто неубаво катче кое што препорачувам да го посетите кога ви Да треба го испратам цвеќиња. мажми и пак да му ја вратам она стара навика. Порано, првите години во бракот, кога ќе ме налутеше ми купуваше цвеќе да му се свирам или купуваше цвеќе не за повод, него знаеше дека многу сакам цвеќиња, па еве уни неделковски да го посетиш Фрида и да ми купиш букет цвеќе. Одлична порака И имаме. морам во врска со цвеќето само едно да ви кажам. Има една приказна што верувам дека е вистинита и не е приказна, него е вистинска случка. Сашо Гиго Гиш ги видов карамфилите, а сакам тоа да го кажам. Една девојка случајно запознав колку беше одушевена од него. Биле во некој кафич и Сашо Гиго Гиш дошло некој девојче со карамфили, на сите девојчиња им поделил карамфили. Ова и јас се одушевив. Сашо Гигов Гиш како голем джентелмен и ова што го слушнав за него, јас да му ја пренесувам на син ми. И му викам, види го Сашо Гигов Гиш. Значи, што направил? Ако видиш ти некој девојче со рози и карамфили, викам да купиш. Имаше 16 години кога го направи тој потек и кога му се изнасмеле две девојчиња. Добро, Тој доаѓа, да, и ми вика, мамо, ти мене што ми направи, тие мене ми се смеја. Тоа се оние конфликти како родител, дали го учиш добро или не. Што сега, верувам, мислам дека пред некој време купил цвеќиња на пријателки, ама тие нека напишат ако под Мама Визија кога ќе видат дали се тие дека син ми им подарил цвеќе. Ајде ги повикуваме Еве, да напишат во дали тие добиле контекст на цвеќе. да. И уште еден подарок од нашите нови пријатели, Богарт. Ова е едно многу убаво внимание од нас. Верувам дека сакаш Благодарам. накид кој што зборува приказни, раскажува приказни. Можеш да си го погледнеш, со здравје да си го Да, носиш. и ова ќе го чувам за девојката од Филип. Може и така Да да го биде. подарам. Ја поздравиме и Неза и Филип и Да, Огнен. во моментов ја нема, ама кога ќе ја има. Ќе поздравиме Сега е таа слободен фиктивната што уметник. ќе дојде еден Да, ден. фиктивна. Првата што ќе дојде ова. надевам погодивме. Ова е брош, За тебе. да, за мене. Од накид сакам брош. Јас имам голема алергија на накид. Затоа не носам прстени, ушни се. Но, Но ете, мене ми го погодивте, сакам брош. Ќе го поделите со идната сна накитот и ќе Да. биде одлично за мир во куќа. Благодарам Сонја, секогаш задоволство да се Благодарам. И мене, разговара. драго ми е. Благодарам што ја отвори душата, благодарам што кажа работи кои што знам дека ќе помогнат на многу родители кои што не гледаат. Знам дека со твојата приказна влеговме во многу домови. Мене ќе ми биде драго ако мојава приказна биде барем во нешто им даде насока на оние помлади брачни двојки и на родителите, на оние помлади родители. Знам само едно. Многу тешко е да се очуваш брак и многу тешко е да бидеш родител. Тоа се двете најтешки улоги, иако бракот ќе го трнам на страна, улогата на родител е најтешка. Никогаш не знаеш дали е тоа вистинскиот пат или не. Благодарам Сонја уште еднаш, ви благодарам и вас почитувани. Верувам дека ви беше забавно да се дружите со нас и во ова издание на Мама Визија. На самиот крај се заблагодарувам и до Бутик Дона кои што се грижат за мојот изглед. Ве поздравувам и се гледаме во следната Мама Визија.